Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене Исо Мухич, крајот на неделата, како и вообичаено слободна тема, да ја завршиме со сето она што мислите дека ја одбележа оваа недела или изминатиот период и сето она што очекувате да се случува во предстојниот наредниот период. 60-91-924, 60-91-925 се телефонските броеви. Ете, можеме и веднаш да ја почнеме и оваа емисија и официјално да ја отвориме со првиот гледач. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете. Да, ве слушам. Па сега да ви кажам, сега доаѓам од нас. Значи, ја не знам што е со цениве. Аха. Се слушаме? Да, се слушаме. Сега доаѓате, велите, да? Значи, да. Ова сега доаѓам од надвор, изненада мислам добив. Така да, значи, ја не знам што се случува со цениве. Аха. Значи, дали ова колку посто се марџиве, дали ќе намалат, дали ги зголемуваат. Јас стvarno не можам да сватам. Ја овие цени не сакам ни да ги спомнам на оние секојдневни производи што се, за колку се покачени. И дека во сите маркети ви се различити. Значи, нели рекоа дека нешто ќе се превземе. Ние гледаме, ништо не се превземува, само тие што треба да печатат, се печатат пари, тоа се продолжува. Значи, кошнички, не знам, вакви такви, ништо не функционира за жал. И сега би кажала и друго, еве гледам што се гледа Трамп, нешто 200% царини ќе става за алкохол, за алкохол од Европа. Ако не му ги намали Европа царините. Значи, работава на глобално се случува, штока и наси и готово, и на глобално, како да кажам, Европа, Америка и сето тоа. Така да ние сме сега нешто у светски тренд. Така да го речам, друг ше више не може човек како да каже. И би рекла, значи не можам ова го кажем 2-3 пути, можеби, не можам да сватам како господинот Заев има 6 телохранители на грбот на народот, луѓе од МВР. Значи штом се од МВР, значи државата ги плаќа, народот ги плаќа. Не е функционер, ја не знам, нема ли пари или се плаши од што се плаши, значи треба и тоа нешто да се каже на народот што се случува. Затоа што они се нешто прават, меѓутоа после крајната цел ни ја кажуваат нас. А што се случува до тогаш, како иде процедурата и што? Така, благодарам ве, поздравувам. Добро, но не мора да се пие алкохол од држ, што всушност е вискито, особено во региони како што е Балканот и каде што имате секакви видови жестоки пијалоци, дури на некој начин и можеби по-автентични и ексклузивни. Освен сега ете тие кои се на функционерските места, за таму тоа е прашање на престижна имиџ и така натаму, но за нив пак никогаш и немало проблем. Така да по однос на вискито, мислам дека нешто нема што многу да се одрази, освен велам на оние кои навистина не можат без тоа. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, вие сте, повелете. Епа да почнеме вака се од наптава, од овие трошоци што ги правиш, што се грижеа за државава. Така. Сега, зошто не го притворија овај? Зошто Бектеши не го притворија? Еве ги тие 7 милиони за рачиво, за струјата од кај дошле. Кој рече тој отиде тамо, тап струја им пушти. Значи одавдека бам 7 милиони евра, плати дистрибуција и здравје. Јас денеска зборував кај вас, Исо, сега ќе повторам уште еднаш во Министерството за правда. Отидов пред месец се најавив, не ме вика, па се најавува денеска, и малце го повишивне гласот, па натрчат овие обезбедувачи, па сака да се тепа. Не знаат тие какви вештини имам, дека патос ќе ги направи сите. Го повишивне гласот, вика, јас се дојдам да се пријава. Може или не може? Тоа да прашам. И така стана некоја муабетована, и си викам со кого имам расправи, ја си заминав. Државава наша нема правец, нема пат. И овие што дојдо на власт, јас не земам страна ни за едни, ни за други. Стално зборувам онака како што треба да биде,
и некој ми критикува, некој не ме критикува, некој ме пали, некој нека си мислат сите кој сум, што сум, како сум. Цел живот што сум работел, грешка една сламка немам направено. Од тука почнувам. Сега тие што мислат, кој како мислат, не знам. Јас знам правилно да зборувам, на секој да се помогне, секој треба да живее. А овие дубиози што ги прават и што наставуваат уште во подлабоки непријатности да е турка државава, тоа не бива. Избориве се близко, нека му е мислат од нас, ние што се јуваме. Секој сабајнец сме во сите домови и ќе им помогнам доста на ови. Така ви благодарам, поздрав, до слушање, добар ден, повелете. Ставен на чекање. Повелете? Please continue to hold. You Да, know еве, не мора веќе на чекање, да повелете ако се слушаме. Добар ден. Добар ден, дали го слушаме, дали го имаме следниот гледач? Повелете. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Дали повелете, да? Добар ден, Исо. Добар ден, поздрав, тука сме, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Па, вчера гледав некоја емисија кај што се дадени беа изјави на Стево Пендаровски и сега треба и на Заев да му се извинам. Ја мисля дека е најголем лаж го трчајлажи, ама после вчерашната емисија Стево го шие. Стево е најголем трчајлажи. Она што излажа, подобро емисија. Го сменивте да не... мислењето, аха. Да, подобро да не ја кажува емисијава, кога ќе се подсетиш, бе, како дозволивме такви луѓе да не владеат, не знам, катастрофа невидена. И сега да прашам овие од Инфомакс, нешто ме прозваа денес овие дописнициве, Аха. околу ова мазутот. Епа сега да ги прашам ја, во код на времето, кога се објави информација, ево они беа на власт. Имаше резултати од светска лабораторија со лиценца. Какви отрови, PM честички, све има во тој мазутот. Зашто не преземаа ништо, него се чекаше да се смени власта? Кој ги спречуваше да преземат нешто? И сега, кој е виновен за таа работа? И да видиме кој беше тогаш директор на царина, например. Кој го ја вршеше испицувањето при влезот на тој мазутот во државата? Затоа Мицковски бара, значи, промена на судиите, за све да си дојде на свое место. И башка и овие гледачиве малце неинформирани подлажнуваат. Ако ти текнува за ова набавкиве на храна скапоцена јужно овоше што збореа по емисијава, не кажуваат дека тоа домот на пратениците се користи се као хотел, државата штеди, странски делегации кои доаѓаат тамо јадат, и сега во среда и четврток еден куп народ од Европа ќе има и ќе се хранат тука, а не во... Так, да, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, кого имаме? Повелете, добар ден. Дали се во програма? Да, во програма сте, повелете. Сега Исо од Каварец се јавувам. Да, повелете. Да си за тие врските дете што имаш, најди вратоврските, најди продавница која ќе дојдем ја скопи, си земам. Ма, ајде секако, нема проблем никаков. Туку, ако имате и вие... Добро, нешто ако имате од она дисанска плазма, она што е, нели... Од Долни Дисан Бенес. Нешто и од тоа, така. Аха. Добро, да. Сега, така Исо, ќе зборувам јас за образованието и за агро, за земјоделието. Значи, Каварец е центар на Македонија, не е центарот. Каварец е центарот на Македонија. Најразвиет Македонија е Каварец и целоста дислокација на тие двата факултета да се дислоцират во Каварец, земјоделско-шумарски и технолошко-металуршки факултет. Затоа што е ИГМ, не знам дали го знаете ИГМ, најголема метална индустрија во Македонија, тоа е факт и ќе одат на пракса. Значи тоа е и Мицковски кажа, ама таа моја грешна политика, тоа пинки-винки, нема таму да биде. Ќе биде во Каварец, тоа пинки, разбираш, со декет ќе и пратат тие професори да бидат у Кавареци.
Значи тие двата да се дислоцират, тие двата факултета. Значи ова Јанеска треба да седне со Витко Јачев, ние имаме готови објекти и ништо повеќе. И повеќе ова влада најповеќе треба да инвестира во аграрот, Македонија аграрна земја и ништо повеќе, ни помалку. 500 денари би му биле красавице, 500 ќе бидат. Не може од милион. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, да. Добар ден. Повелете, вие сте, ве слушам. Јас мислев дека нема да го спомни Митко Јанчев. Кавадарци. Кавадарци е најголемо село во Македонија. Бог да чува. И најсиромаско. Лозарството, факултето да се донесело. Јас не знам, во слободна тема што да внесам. Така. Еве ќе зборам за Заев. Заев требаше да заврши за решетки. Затоа се украде многу пари и го продаде името на Македонија. Друго не би рекол ништо, кога слушнав овој со Митко Јанчев, одма зазвонив, па добив. И со пријатно се најдобро ти посакувам. Исто така ве поздравувам и јас, повелете и во друга прилика, но добро, јас знам дека и тоа како ви го привлекуваат вниманието и ова што беше спомнато, кавадарци и така натаму. Само има и многу други работи, да не мора тоа да ве дефокусира, чисто колку за идеја, актуелно е сега ова со пругата кон Бугарија, овие нови настани, дека се чини од страната на Бугарија нема да биде ништо, па тоа е нешто што ќе биде и токму во очи, и во централниот дневник, значи еден од ударните настани кои и овој ден го одбележа, паралелно со состојбите во судството, реакцијата на Уставниот суд околу веќе се поизвестната иницијатива за интерпелација на членовите на Уставниот суд и така натаму, има многу работи. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, да. Да. Вчера слушам Бујар Османи, како се вика, Бујар Османи, многу работи наведе за точка и запирка требало да стои за јазикот, да не се мрднувало ништо. Ни точка, ни запирка да се брише. Кој си ти, господине, да бришеш? Ко не оде да не предадеш да склучиш договор со бугарите да мора да ги ставиме во уставот. Вие не мислете за Македонија, мислете за Косово и за Бугарија. Кој онда кажува? Банкнотата да била исто спогодба на албански да има војска, не знам, полиција. Господине, дали има у Албанија, дали има у Косово на македонски и на војската и на банкнотата македонски да пишува? И таму има македонци, господине Бујар Османи. Нема да се налагате тука, Македонија не е желботека за вие да ставате да кажувате што треба да се стави и што не треба да се стави. Тука една држава се одликува со банкнотата, со знамето, со грбо, со војската и со полицијата. Тоа е одликата на една држава. А на друга држава да ставиме ние тука знаци и презнаци, нема шанси. И јазико. За која заслуга они тражат јазик да имат да биде државен јазик? Кој државен јазик? Каде се борете вие? Колку партизани загинаат од вас, господине Бујар Османи? И колку 2001 убите? И колку 2015 убите? И сега тражите јазик. По која заслуга? Терористите ни дадеме пензија од Косово што напагаат, тука што убиваат, ни дадеме пензија. И друго, слушам, Мицковски се шетал со авион, а народот гладувал. Заешто што одеш, со кој авиони одеш? Или со магаријата што ги дресираа? Со тоа ли одеш у странство? Како луѓето? Јадел папаја, а Заев што јадеше? Бифтети и со... Не можам да зборам натаму, да ви кажам точно.
Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. И со поштување. Исто, повелете, да, повелете. Да искористам слободна тема, да се тргнеме од овие теми сите. Одлично, да. Ке ме што Ајде слушате малку. као редовен гледач. Да се освежиме со Вчера нешто. на една емисија, на еден квиз, Аха. ке спомнам телевизија и колешката, сигурно тоа работувате. Се или нешто. Имаше една надпреварувачка, се вика Николина од Охрид. Конобарка во хотел Сун. Со каква омраза збореше спрема скопјаните, скопјаништата. Да, ако не беа скопјаништата, многу фамилии школуваат деца во Скопје, ги направија и магистри и доктори. Тоа ме заболе, јас како 60 годишен сум одел и Струга и Охрид, ајде во ред скопјаништата не викат. Ама со таква омраза, нека размисли, ако не слуша газдата на хотел Сун, некој ќе му пренесе, таа не е за конобарка, таа не коди хигиеничарка нека биде. Од револ, затоа ви се јавам малце од темата, реков, као редовен гледач на нова емисија. Значи, тоа е чудо. Вика, порно да не доаѓаат скопјаништата. Зашто? Па тие скопјаништа го дигна Охрид. Да не се скопјаништата, Охрид немаше ни станови, ни да доградуваат луѓето од 2 соби, да има 10 соби. Затоа, ако слуша некој од Охрид, Велјан или други, нека му пренесе на тој газдата на Сун, таа да тргне од конобарка. Таа само да чисти ветриња. Затоа се јави, бидете поздравени, све најдобро. Да, ви благодарам, но со тоа сигурно нема да се намали тој анимозитет или нетрпеливост. Ако постои, не сум го ни видел тоа. Затоа што уште пак да ставите некого да чисти, да скопјаништава, уште повеќе ќе биде револтиран, отколку ја послужува. Хипотетички зборувам, велам, ниту сум го видел тоа, ниту знам за кого станува збор, но чисто како принцип, како ситуација, ако имате некој што не поднесува некого во сферата на угостителството од одредена, не знам, локација, при послужување, тогаш уште помалку ќе го поднесува ако треба да чисти по него. Затоа велам, како пристап, како решение, а може би напротив да се унапреди, тогаш ќе има поголем ефект. Да не треба ниту да чисти, ниту да послужува по него, туку нешто друго да биде на повисока функција. Повелете, добар ден. Ало, да, се слушаме. Да, повелете. На чичкомитот Кабадар си слободно да му дадеш маштата, ама да му бараш од тоа поголемото буре од Исанската. Има он таму 3-4 буриња, знае он од која треба да даде. Така е, па добро, прво ќе се дегустира да видиме, зависи. Да. Ја ти гарантирам, јас сум земал од него. Браво, добро, еве препорака, одлично. За господја, во врска со авионот и што го бранеше Мицкоски. Аха. Па затоа заради тој кабадаркиски однос на претходната влада ги сменивте и ги гласавте, овие ги донесовте. Сакате сега истото да се случи повторно, значи како до сега да си тераат исто. Тоа е една работа. Втора работа, дали разбирате колку кошта тој чартер лет и зашто државата отишла со толкава голема делегација, 60 луѓе, сакам да прашам. Дали имало потреба толку да отидат, да прашаме во Унгарија и да се земе чартер авион? Истанбул, Анталија, Скопје, Будимпешта, Скопје. Дали пак треба да го поддржуваме она кабадархиско што викате вие трошење на претходните што ги критикувате и сега да го гледаме истото. Ја повеќе би дискутирал за оние кравито крива паланка, да го повикаме овој да си влезе таму да си рачисти кој се взимал субвенции. Еве ви жив пример како се крадат субвенциите. 500 крави мајсторе таму у таа плевна не може да ги собере. Него тоа е само мачкање очи за да се зима субвенции. Затоа се уништуваат до луѓе на што зимаат, што им требаат парите, не одат на право место, туку одат кај вие ваквите. И ајде да не збориме многу. Министерот му ставија јамко околу врат. Што правел он кога бил инспектор во Министерството за земјоделие? Знае ли он дали правил контрола на овие крави? Таму плюс тоа, никој не каже дека тие крави се слободно пуштени, шетаат, тие си... Да, кратко е времето, но ве поздравувам, благодарам за јавувањето. Повелете, добар ден за следниот гледач.
Добар ден. Да, повелете, добар Дали ден. сум во програма? Во програма сте, повелете, да. Да, благодарам. Повелете. Вака, се додека во нашава држава имаме избори, без разлика кои, некој функционер да дојде на власт, да биде функционер заради реваншизам и заради освета на тој предходниот, се вака ќе ни оди општеството. Значи, во сите пори ние на општеството имаме реваншизам од оние што ќе дојдат новите на власт. А тоа е пример со животните, со кравите. Значи, тој проблем е измислен, ама како не е грев па со животните да ги малтретираат, за да се направи освета на тие што биле порано. Ама не знаат дека нивниот амбасадор едно време што имаше крави во Оржаничино, фарма, па ги остави да умрат. Јас една пријателка од таму што им чистала на тие животни кажуваше дека кравите плачеле за храна. Буквално солзи им течеле. А тој запусти партиски влијанија, ги оставил кравите да умрат. А сега толку е загрижен, го има секоја вечер по медиумите, толку кажува како ние, Бугарија ни прави диктатура, ќе не уништи, ама он знае како, ама не може, веројатно, ако знаеше до сега, ќе го решеше проблемот. Меѓутоа, каква совеста му беше кога ги остави кравите да умрат за храна? Значи, ете, така ние доаѓаме на функција. Преку животните, дури и ние ги злоупотребуваме, да бидеме на функција, за да се осветиме на оние што биле пред нас. Ако биле виновни, нема освета, него има казна. Ама на оние што не биле виновни, а им наметнуваме казна, значи тоа е еден вид освета. Нашата држава, нашите функционери, од прв до последен, во сите пори на општеството, така функционираат, а ние граѓаните треба да се освестиме. Да се освестиме за кого гласаме и со колку пари не подкупуваат, за да им даеме глас да дојдат на власт, а после да не прават будали, како што рече гледачката. Така, истече времето, ви благодарам. И добро, ова што спомнавте, воопшто реваншизам или одмазда, од каде и да е, и во која и да е сфера, односно од кого и да е. Но, кога е од позиција на моќ, не само што е во спротивност токму со таа позиција на моќ која треба друго да прави, пред се да, ете, повика на одговорност и следствено на тоа да се дојде до казна и така натаму. Туку, значи, не само што е во спротивност со тоа што треба да се прави, туку е и директно на штета. Дополнителна веќе штета. Дополнителна, велам, затоа што особено, ако е некоја одмазда или реваншизам за некој што правел лошо, а особено некому ако му правел лошо, исто така е во спротивност со таа позиција на моќ, па истата се злоупотребува. Значи, велам, воопшто како принцип. Но клучно е, повторно, значи, суштината не е дали политичка партија, ова или она, ваква или таква е, туку она што се запоставува, а тоа се интересите на државата. И всушност таа страда, и таа се девастира, и таа се уништува. Така да и оној кој прави, да речеме, од партиска позиција, го прави на штета на државата. И тој предходно го правил на штета на државата, злоупотребувајќи ја позицијата на моќ. И тоа, велам, што треба нас да не интересира е токму штетата која се прави или во најдобар случај барем отсуството на напредување, на прогрес. Стои на исто. Никој не прави друго. Подобро нешто. Односно тоа што треба го бара јавноста, граѓаните, односителите на власта, кои да се. А тоа е токму да се видат конкретни резултати и во смисла на одговорност, и во смисла на казна, и во смисла на напредување. Значи, на поправка, поправање на тоа што, да рече, не било добро сработено предходно или оштетено. И во тој контекст, впрочем, ете, како би кажал и Наполеон Бонапарта, а не случајно, значи, прво и со таа една временска дистанца, уште кога е дојдено до тој заклучок, а и од кого? Од некој кој, да речеме, имал успех токму во тоа, но истовремено и како завршил. Завршил како, своевиден, и тиранин и слично. Но сепак и покрај се, да речеме, една од неговите каузи е дека треба да се санира штетата, а не да се бара одмазда.
Тоа е неговото мото. А и покрај се. Значи, тој не е тип од Ганди или, не знам, Лутер Кинг и така натаму. Па да кажете, ете, мудреците или мајка Тереза. Па да ја послушаме, па ќе каже некој, ама остави ти тоа, таа хуманистка е и слично и така натаму, солидарност и тука нема во овој свет геополитика, геостратегија, мора мускули, мора сила, мора со овие овде. Да, па ете, кој ако не Наполеон? Но велам неговото, значи, треба да се санира штетата, не да се бара одмазда. А токму пак луѓето, граѓаните, јавноста треба, затоа велам, да ги бара резултатите. А не да се поистоветува со таа одмазда, не знам, славејки или кувајки или како и да е, заземајки страна во таа арена, занемарувајќи го ја тотално целосно таа примарна цел на тие. А тоа е токму, значи, ако постои штета, да се санира штетата. Ако нема штета, има резултати, да продолжат да реализираат резултати и уште поголеми да испорачуваат. И тоа е тоа што треба да се бара. И ако јавноста, затоа велам, се иземе од тој ринг, дури и да се намали само таа арена каде што ги потикнува едните или другите, во тоа меѓусебно нивно препукување, бидете сигурни дека и тие и тоа како сериозно ќе издишат. Зошто се впрочем и тие меѓупартиски соопштенија секојдневно? Тоа се соопштенија за јавноста. Тоа не се јавиле тие па по телефон меѓусебно. Еден на друг. Таа партија нема поим со реалноста, не знаат што био. Не, овие да знаеа ова, па не си кажуваат тие така меѓусебно. Повторно се побифеата и така, загрижени може би сега за виски и слично. Не се загрижени затоа што повторно ќе се плати тоа од државната каса, но нема да недостасува. И бурбон, иако има и шкотско виски многу добро, може би и уште подобро. Така да тоа е суштината, тоа е за јавноста. А види што му кажав. Да се влезе во ринги како оние борачи драматични, оние како е она ВВВ, оној назив, па скокаат еден на други така натаму, а се е тоа инсценирано. Опасно, но инсценирано. И затоа се прави тоа за публиката и публиката, види како леле што му прави. А да не ти врска, немаш поим, немаш тоа, овие да знаеа за нешто, немаше да и публиката стои. И каде се и резултатите, каде е санирање на штетата, каде е напротив. Едноставно ништо не се прави. И тоа е суштината и затоа велам, тука еден коректив, генерално јавноста е клучниот коректив. Еве сега и Мицковски токму вели и поднос на ова со членовите. Ако не ја примат пораката, ќе им се случи народ. Повторно се сведува на народот. Народот ќе излезе. Еве, тие не може да ги сменат. Значи сега притисокот на јавност. Да се раскине тендер за катна гаража или да се излезе на улица за оставки да се побараат. А поради што? Па затоа што собранието изгласало недоверба. А како сега? Па што кажал народот? Ниту бараше народот интерпелација, ниту кажал народот. Да, но тие се суверенот. Тие се представникот на народот, гласот на народот и во име на народот, ако тие изгласале недоверба, значи народот им изгласал недоверба. Не е недоверба во судството, недоверба на тие 5 члена. И затоа може да излезе народот сега. Затоа велам, народот ги определува тие односи, констелацијата. Ако нема публика, нема ниту тие да се меѓу себе да прават представа. Кој е како? Може би ќе се фатат за работа. Ако ништо друго, барем ако не ја санираат штетата, барем нема да прават поголема фрлајки се од еден во друг агол на тој ринг политички. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, да ве слушам. Слушам внимателно, слободна тема. Во ова море на изјави секојдневни, која тема побрзо да се обработи, дали за тоа што тие дали треба да живеат на воздух, па набавиле се живо и диво да се најадат, дали да зборувам за синдикатот, тоа немам видено до сега власт да му прети на синдикатот и да го менува синдикалниот водач.
нема исто така видено да му се преземаат бизнисите, а потоа да земиш пак од истиот да набавуваш деривати наводно токсични, па за капната гаража исто, па за патувањето Анталија, Будимпешта, Скопје, 60 души, 400.000 во джепчето на некој, па баш таа фирма истата порано, дали се мислам на која тема побрзо да разговарам, искрено ви кажам, дали на тоа се сведува се, ами тие предходните, па ние дојдовме, па зашто дојдовте? Дали таа милиардата пред 6 месеци што се па пиша долгото Унгарија кредитот, нигде го нема. Денес слушам најава за нова инвестиција, некоја си таму од милиарда опет ке не задолжат, па ние и нашите внуци ке плаќаме. Така иронично ке разговарам како еден мој сограѓанец од Битово, така многу што ги величи како ке победеле 4:1, па еве ги има 95 општини се нивни, сите гуша се во долго и од таму да зборам. Многу ви е кратко времето, 2 минути за ова слободна тема. Да, знам. Но тоа што стварно е руинирана цела држава. Па да не зборувам за името, па како едните беа нели северџани, а овие се сега XXL северџани, па како знамето, па како ќе бидеме горди, па не сме, па сме, јас не знам стварно кај сме повеќе. Да, нема кратко е тоа како е, да, се потврди. Но како и да ете во друга прилика секако да се слушнеме, па сето тоа е, знаете, како зрно по зрно, а потоа се прави, мислам, секој коментар, секој учество, секој јавување, па секоја емисија, па емисија по емисија и сето тоа е своевиден, знаете, дава дискурс, порака која оди во етерот, не е тоа. Тоа е токму затоа. Тоа е посилно и од тие партиски соопштенија. Тоа е меѓу нив. А ова е директно оди зрачиво комплетно до сите, до јавноста која е, конечно, велам, клучот. Повторно гледате, кога ќе се сврти се, на неа се сведува. Не знам и Уставен суд, ете, ајде да не должам, кратко е времето, за вас особено. Но и ова, ете, сега се актуализира, наскоро Уставниот суд ќе расправа повторно, ете, за ова со законот за јазици и употребата. Но, велам, како појава, значи, исто што беше тоа, па шатори се организираат таму, па се оди во јавноста, сето тоа е, значи, дел од таа сценографија да се привлече народот. Не тоа седат за затворени врати и договараат со судиите или така натаму, или им го споруваат правото и така натаму. Кој јавно ќе се дојде, па не знам, дете во преградки, па тоа се, значи, комплетно сите нијанси опфатени тука на емпатија, на како да се допре до народот. Затоа што многу битно е како пулсира народот. А тие многу добро го чувствуваат тоа и проценуваат до каде може да се оди. А кога не можат, тогаш ете, затоа веднаш во име на народот. Еве народот е, тоа народот сака. И од народот се очекува, еве кажете, ајде, повелете. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, ме слушаме. Слушаме? Да, се слушаме одлично. Вака ги следев вашите две искажувања. А вака за партиите тоа што зборувате, има две поголеми партии, секој кој е од тие партии претежно е заради личен интерес. Да биде градоначалник, пратеник, ова. Сега некој од помала партија, ако сака да биде градоначалник, мора од овие 2-3 поголеми да бара некоја си поддршка. И затоа има напаѓање, едната ја напаѓа другата, ова се вадат една од друга. Она ако била лоша, добро била лоша. Не си требало да се нафаќаш ако не можеш да ги подобриш во секој сегмент работите. Пензии, плати, социјални трансфери, се треба да покачиш за да си подобрил нешто. Затоа си дошол на власт. Не можеш да се вадиш од времето на Киро Григоров, што има направено пропусти, па сега не може да се... тука е проблемот. А за ова, за работници, и затоа и поземуваат гласови, например, од помала партија, позајме ми тие што малку гласови
примив, уште малку гласови фалат, да станам председател, дај ми левица гласови, ама народот не треба да гласа, треба да гласа за партијата што мисли и толку крај. Ако добие градоначалните, добие, ако не, не. Сега, додајте ми некоја секунда за ова за работниците. Работниците, еве индексот на среќа, например, од кај нас одат во Германија, во побогатите земји. Дајте некоја секунда да коментира. И сега таму работат, и сега таму тие работат, и според индексот на среќа, бидејќи овие имаат, тие се како кралеви, а ние робуваме, според индексот на среќа, тие се посреќни. Так, да, благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Исо, јас бев прозвана од потпарованото да сум од Радишани. Па чекај сега јас да му одговорам на господино. Стално мене критикува. Да го прашам, со шо одеше Ковачевски, дури и фамилијата си ја водеше за Америка, одеше со авион. За Србија одеше, за Брисел одеше со авиони. Дека не одеше со авиони? Тие авиони нели трошеа, нели водеше со него делегација? Зашто критикува збори тоа што не треба да го каже? Па нека ги земат моторчињата од Заев и од Филипче, па со ни нека одат. И тие се со државни пари купени, крадени пари. Да го прашам. И бистеците што ги јадеа. И он ке ми кажува, бранила се го, не го бранам, јас сум пензионер, мене ми треба ни Мицкоски, не ми треба ни Ковачевски. Гледам што е правдината, што се праве тука, луѓето што прават. И критикуваат други. А кој е за критика? Па никогаш, секогаш ја одбрана, како да е он потпарал на ЕЗ. Толку многу критикува, ако некој нешто каже лошо да е, ако го не нарекуваше нас бугараши, бугарофили, кој требаше тога? Он требаше да се извине на сите. Кој е он да критикува и да напаѓа? Били сме не знам какви шо. А сега криво му е кога некој нападне. Па шо ги бране? Па кажи реално што е правилното. Ја не викам дека некој не греши, сите греши. Си ВМРО-ите, од сите видиме многу аир. Ама па во неговото е претерано. Што има он мене да ме критикува, ја што сакам да кажам? Дали бранам некого или не бранам некого? И нека се воздржува друг пат. Става многу и пријатно. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Бевте спомнати, но не како портпарол на политичка партија, така дајте ве молам и вие немојте да го спомнувате и тој кој му се обраќате со реплика како портпарол на политичка партија. Обидете се барем во 30 на секунди да ја дадете таа реплика. Намерно не реагирав, затоа што потоа сосема известно ќе се најде некој што ќе, или може би и вие трет пат да се јавите па да кажете дека сум ви исклучил и тоа со интенција, затоа што една страна држите, а него го пуштам и така натаму и нема крај тогаш. Но затоа оставам на вас, ако е реплика, затоа што сега може и тој да се јави контрареплика, затоа што два пати го спомнавте дека е портпарол на партија, јас не го коментирам него, туку правото да се јави тој да реагира на тоа и во меѓувреме и јас додека го објаснувам ова, а најмалку двајца ете само на ова објаснување, ете вашето јавување со целосно искористеното време, моето е објаснување, најмалку двајца ете име ускратена приликата да кажат и можеби нешто конкретно, освен да имаме емисија за дебата, за диалог, за општествено-политичките состојби, која наместо тоа е кој што кажал. А при тоа никој никого не спомнал директно, туку, ајде добро, да се дебатира за тоа што било спомнато. Тоа што вие го кажавте по однос на јазиците, тоа што кажал друг, треба или не треба. Затоа велам тогаш, имаме ние нешто си кажеме. Добро, излезете, па објаснете се вие надвор. Ние имаме тука дебата за други работи, не за меѓусебни размирици. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Се надевам дека Љупчев успее да добие после овој коментар. Па е, како контрареплика, има право сега. Легитимно е, како ова со интерпелациите. Што да... И заслужува, да ти кажам искрено, да Љупчев да добие. Би кажал и воедно, она може нема како пензионер некој бенефит, ама може незините деца или внуци имаат некои бенефити големи. Тука не знаеме ние што се крие позадина толку да браниш некоја партија. А и друго, претпотникот пред незе ми ја спомна партијата,
од малите партии, па ќе ги земеме како приклучок, ќе ни даде гласови. Не, фала, идам у бања. Левица за сега не се покажала како компрометирана партија за да ја ословува така тој. А тој ако има нешто против Левица, нека си брка работа на друго место, нека не речка Левица. Левица е едина партија која ќе ја спаси оваа држава, никој друг не ја спаси. Сите други се грамзливи и грабачи. Сега би кажал нешто во вези Трамп. Трамп изиграва еден голем миротворец, кој е една огромна холивудска фарса, каде што он као сега месец дена добил од за некои прашања таму примирие, али цела математика на Трамп му е еве Русија да видат како еве ви се нуди преговори да има мир месец дена па да спреговарате. Во меѓувреме да направи раскол кај руските граѓани. Тоа е најголемата цел. Како сега во Србија што се случува утре на утрешниот ден што ќе има млатење, тепање. Уште сега гледам некои телевизии исклучени на српските телевизии медиуми. Така и у Русија планираат на Путин да му спремат. Ја мислам дека Путин не сме иш да преговара, него да удри уште појако, да не му даде на американецот да победи. Поздрав. Благодарам, поздрави до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, да, вие сте. Поздрав од Богородица. Благодарам, поздрав до Богородица и вас секако. Вака водител, што имам ја да кажам моето мишлење. Значи, ние сме поделен народ и тоа многу. Значи, прво од народот, јавноста. Ние сме поделени сите, не зборам за други етнички, меѓу нас, македонците. Значи, ние зборам од народот, ќе почнем, па портали, значи, почнуваат така и да не кажам нон-стоп зборат дали против оваа партија и против она. И сега, тука има политички аналитичари кои испаѓаат на телевизија ден преко ден или преко 2 дена, ни солят памет, зборам ми солят памет, дека сигурен сум, гледам, знам дека се е пристрасен. Тоа го знам. Ево пред малку, сега Мицковски наводно кажува дека неколку милиарди, и тој повторува, значи неколку милиарди е сега. Тие милиарди дали ќе не задолжи, дали ќе бидат добри, дали не добри, тоа и дали ќе не ги дадат, тоа е друга приказна. Важно, Телма пред ова слуша вести, ниту еднаш не спомна, него спомна Мицковски, демек нели инвестиција невидена голема. Сега, ние сме, значи да продолжам, политички аналитичари, па после идат наред таму национални телевизии, одредени, правят заземале, па до професори по право, па вие знаете, може би, верувам и подобро од мене. Сите сме ние, еве јас, не сум никаде партиски. Ама, ка гледам како не насочуват на ова, на онаа страна, па страм ми е што живеам во оваа држава, да ви кажам искрено. И стварно жалам што е така. Благодарам ве, поздравувам, но не треба да е така. Јасно има од сите страни и насочување, обиди, вакви, онакви, пропаганда и така натаму, но штом има такви како, дали како вас, кои го препознаваат тоа е веќе потврда дека постојат луѓе кои не може да допрат тие влијанија, не може да ги сменат. А тоа е друго, вие можете да бидете, нека сте и член на партија и слично, но да ја правите разликата, да не влијанието да нема ефект врз вас. Тоа не значи дека некој не треба да нема идеологија и да не е и член дури, не мора да е член, може да верува во Господ, во било што, а не оди во храм или не е во тие редови, не знам, во тие институции. Цивилно лице. Така да, но знае ги разликува работите. И мислам дека генерално тоа не е проблем кај нас, така да нема ни потреба да нешто се грижиме околу тоа. Напротив, токму да го покажеме тоа во смисла во кој ќе го обликуваме.
тие ќе се прилагодат и тоа и го прават, затоа и кажа, врз основа на реакцијата на народот. И затоа се прилагодуваат тогаш. Ете, ова со катната гаража е типичен пример за тоа, со одлуката. Така да веќе гледате, одеднаш може нешто. И тоа работа неверојатно банална, апсолутно. Сега одеднаш па клинички неко сака да стопанисува, ако не Паркинзи. Па Паркинзи до пред година 2 стопанисувале. Како воопшто не се размислело предходно да се подискутира со нив. Значи, воопшто не се излезе со тоа, па еве, ние зборувавме со Паркинзи, тие одбија, не се во состојба. Зборувавме со раководството на клинички и тие не се заинтересирани. Нема друга опција. Ние како влада не сакаме, или се едно министерство кое да е. И не можеме да финансираме. Нема друго чаре. Ке пропадне тоа. Не туку направени студии, 300 работи тамо, воопшто ова гледате сега одеднаш, а па не е добро, па може ова. Па не треба да се отвара моторот, ремонт да му се прави, пред да проверите дали може би жичката се откачила. Тоа е суштината. Но некој ќе го отвори намерно. Ако е собственикот на возилото неискусен, не знам што е видето, сега ќе средиме ние, мора ремонт комплетно да се направи, толку ќе ве чини, а потоа како ново ќе ви биде, како најдовме супер. Чекај, знам и јас што е. Добро, не забележав, јас жичката била добро, еве. Затоа велам, се обликува според јавноста. И затоа е битно јавноста да покажува постојано, дека знае што е што. Повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете, ве слушам. Ја поздравувам таа бабичката, пензионерката што го нападна Лупчо. Аха. Па тај човек е стварно за нападјање. Онај пат, не знам на која телевизија беше, по колку јавувачи од прилика се јавуват Тисо? Од 20. Така ли? Па да речеме да зависнете од емисијата 2 минути, 3 минути. Ама ни еден не кажа убав збор за Лупчо. Толку негативна личност. Ќе го молам да не се јавува и да не брани што не е одбранливо. Како не му е срам? 85% македонците го колнат. Па ќе го стигне некоја клетва, ќе го молам. Негативен човек. Да ти омрзне и телевизија, да ти омрзне и да слушаш и не знам што. Таква личност. Што го интересира него за тие трите сестри од Паланка? Да ги ожалеш на телевизија што радат. Што го него интересира? Ќе добијат тие трите сестри, Лупчо, да знаеш. Ќе добијат. А тај министерчето, тоа ајдучето што даде на зајав 46.000 евра, милиони да беше, колку беше? Ќе одговара за нив, Лупче. Многу ги браниш, Лупче, како не ти е срам, засрми се цел народ македонските колне. Арам да ти е, Лупче. Полицајот си бил, те колнат, срамота. Како не ти е срам, не знам. Па застрми се еднаш, кажи убава работа на телевизија изигли. На Алфа, на Телма, на Мелма, те на вашата телевизија. Не кажа ние еднаш добра работа. Никогаш. Се негативна такво кажува. Како не му е срам? Исо, извини, така малце нервозен сам од него и не само јас, кажах 85% македонците се нервозни од него. Не му е срам. Па толку не се нервирам од зајав колку од него. Да ти кажам правилно. Разбирам, гледам дека сте изнервирани, но не гледам зошто би се нервирале и зошто мора да, ако е тоа за вас така, да и за некој друг биде така како мислење. Нема потреба, велам, ништо не е обрзувачко, туку е доброволно. Ако не сакате да го слушате, кога ќе се вклучи, само смалете го тонот, гледате тајмерот поминал и готово, продолжуваме со дискусија. Со секого, па така и со мене. Не сакате, а овој повторно отвара уста. Стишајте го тонот, гледате тајмерот стои, кога ќе почне да одбројува, некој зборува, повторно пуштете и нема нервоза. Ви благодарам за вниманието, за учеството. Тајмер има или нема, јас морам да завршам, како и да е. Така да останете вие со Телевизија 24 Централниот дневник, а од понеделник се надевам, се гледаме во добро здравје и расположение, секако без нервоза. Довидување.